Владата заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја лансираа кампањата Купувај домашни земјоделски производи. Целта е да се поттикне потрошувачката на македонски агропроизводи за да се стимулира домашната економија и руралниот развој. Според соопштението, секој производ во маркетите ќе биде обележан дали е домашен или увезен, со цел да се олесни свесниот избор на потрошувачите. Владата смета дека ова ќе придонесе за зголемување на побарувачката и повторно враќање на земјоделците на нивите, спречувајќи напуштање на руралните средини. Иницијативата е дел од долгорочен национален план. Владата сака Македонија да стане земјоделски независна држава со јакнење на сопственото производство. Преку конкретни мерки и мерки за поддршка, се очекува позитивно влијание врз брутодомашниот производ и економскиот раст. Според најновите соопштенија од денес, 25 јуни 2025 година, кампањата ќе се имплементира преку обележување во маркетите и низа промотивни активности. Оваа стратегија на владата е комбинација на економски, еколошки и социјални аспекти за поддршка на домашното производство и земјоделците. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека владата нема забележано значителни отстапувања кај цените на пазарот и покрај чувството на граѓаните дека животот е скап. Целта, според него, е инфлацијата да се одржува меѓу 2 и 3%, додека платите да растат реално за 5 до 6%. Тој додаде дека владата презема мерки за создавање здрава економска средина и долгорочна стабилност. Мицкоски потврди дека владата работи на нова апликација за споредба на цени во маркетите, бидејќи досегашната регулатива не дала резултати. Истакна дека пазарот се следи редовно, иако не се согласува со тврдењата за превисоки цени, како што е примерот со доматите. Тој ги повика граѓаните да пријавуваат неправилности и да бидат активни чинители на пазарот. Премиерот нагласи дека владата не нуди инстант решенија, но инсистира дека ефектите се веќе видливи. Според него, иако платите достигнат 1000 евра, се уште ќе се чувствува притисок, но владата прави се што може за да ги ублажи последиците. Политиката, вели тој, се темели на контроли, поддршка и отворен пазар. Осврнувајќи се на земјоделството, Мицкоски информираше дека се исплатени над 9 милиарди денари субвенции. Владата не се договара со откупувачите, туку ги притиска за да понудат повисоки цени за земјоделците. Според статистиките, продажните цени на производите пораснале повеќе од 5 пати во однос на трошоците за производство, што е значаен показател за напредок. Најновите информации од американските медиуми укажуваат дека нападите на САД врз иранските нуклеарни постројки имале само привремен ефект врз нуклеарната програма на Иран. Според проценките на разузнавачката служба при Министерството за одбрана, ефектот од нападите може да трае само неколку месеци, а не долгорочно да ја ослабне иранската инфраструктура. Портпаролката на Белата куќа, Керолайн Ливит, реагираше преку платформата X, отфрлајќи ја оценката и нарекувајќи ја доверлива. Таа изјави дека нападите предизвикале потполно уништување со користење на 14 бомби од по 13.600 килограми и дека ваквите информации се обид да се дискредитира председателот Трамп и американската воена мисија. Сепак, друг американски медиум пренесе различна слика, наведувајќи дека нападите само делумно го оштетиле пристапот до постројката Фордо, според изворите, длабинската инфраструктура за збогатување ураниум, сместена под земја, останала скоро недопрена, што значи дека способноста за нуклеарно збогатување не е уништена. Изворите ја негираат изјавата на Ливит дека проценката е недоверлива и додаваат дека токму ваквите прелиминарни анализи најчесто се покажуваат точни. Според нив, јавноста треба да биде свесна за реалната слика од нападите, без политички манипулации. Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денеска изјави дека САД остануваат целосно посветени на алијансата и на член 5 од договорот, но очекуваат Канада и европските земји да ги зголемат своите трошоци за одбраната. Тој ја потенцираше важноста на правичноста, истакнувајќи дека е чесно сите сојузници да инвестираат еднакво, особено во време на глобални безбедносни предизвици. Руте нагласи дека долгорочната закана од Русија, како и зголемената воена моќ на Кина и нејзината поддршка, заедно со Северна Кореја и Иран, за руските напори во Украина, налагаат итни мерки. Според него, зајакнувањето на одбранбената индустрија и зголемувањето на продукцијата на муниција и воена опрема се приоритет. Како дел од новата стратегија, Руте најави дека клучна точка на дневниот ред на самитот во Хаг ќе биде воспоставување план за поголеми и постабилни инвестиции во одбраната. Тој откри дека многу земји членки, кои првично планирале да достигнат 2% од бруто домашниот производ за одбраната до 2030 година, сега се обврзале да го сторат тоа уште во текот на оваа година. Руте додаде дека ова ќе биде трансформацијски самит, кој не само што ќе се фокусира на сопствената безбедност, туку и на осигурување долгорочна поддршка за Украина. Тој заклучи дека иако донесувањето одлуки е тешко, заканите со кои се соочува алијансата не оставаат простор за одлагање.
Британската влада објави дека купувањето на нови борбени авиони од американската компанија Lockheed Martin ќе овозможи воздухопловните сили на Обединетото кралство повторно да располагаат со нуклеарно оружје по прв пат од студената војна. Според британските медиуми, оваа одлука се смета за голем чекор во одбранбената политика на земјата. Премиерот Кир Стармер во соопштение рече дека во време на радикална несигурност мирот не смее да се зема здраво за готово. Тој потенцираше дека владата ќе продолжи да инвестира во националната безбедност и дека новите авиони ќе придонесат за подобрување на капацитетите на НАТО. Авионот ќе има така наречена двојна способност, односно ќе може да носи и конвенционално и нуклеарно вооружување. Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека ова е уште еден силен британски придонес во алијансата, потсетувајќи на зголемените безбедносни предизвици ширум светот. До сега, британската нуклеарна одбрана се базираше исклучиво на подморничкиот систем Trident, кој потврди при тестирање минатата година. Новите авиони ќе носат тактичко нуклеарно оружје, наменето за употреба на бојно поле, што се разликува од стратешкото оружје со поголем дострел и уништувачка моќ.